Благодарам на вашето учество. Последниот половина час ќе ги посветиме на воведот оваа сабота, а следната сабота ќе продолжиме со самата таа нова библиска проповед. Тоа е сега наред Стефановата проповед од Дела 7 глава. Стефан, првиот христијански маченик и еден од првите седморица ѓакони на Матечната црква во Ерусалим. Но пред 7 глава, каде што фактички започнува неговата проповед, неговиот говор пред Синедрионот, ќе дадеме еден мал вовед со 6 глава и малку ќе се задржиме на неја. Значи ќе отвориме Дела 6 глава. После Гамалиеловата беседа од 5 глава, доктор Лука продолжува и вели 6 глава, 1 стих: кога учениците се намножија, значи христијаните мисли, но иако тогаш се уште не беа наречени така, сега, што? Што следи пота? Како? Кога учениците се намножија, што во тие денови? Елинизираните јудејци. Кој вели така? Константинов исто така вели? Тој е тој, овој, да. Константинов како вели? Елинистите. Добро. Некој друг превод? Имаме? Евреите кои зборувале грчки. Тоа е за тоа време, како да речеш сега, македонците што зборувале англиски. Кој не зборува англиски? Добро. Во оригиналот вели елинистите. Кои биле тие? Најчесто се мисли дека се работи за евреи или јудејци кои што биле елинизирани, кои што зборувале грчки како единствен јазик. Значи, како многу американци, значи, што зборуваат англиски, иако повеќето од нив немаат врска со, немаат англиско-британско потекло. Но тој е единствениот јазик што го знаат. Но не биле евреи по националност, по потекло. Бидејќи тука вели се побунија против евреите. Значи евреите се некои други. Тоа е како што рекол грчкиот премиер неодамна, дека бил и он наводно пола македонец, пола грк, така се изјасни. И го напаѓаат грчките националисти: се гледа дека ти под македонецот го толкуваш исто како скопјаните, вели. Бидејќи ако речеш пола македонец, пола грк, значи македонецот не е исто што и грк. Гркот е нешто друго, ако така се изјасниш. Тука доктор Лука вели дека елинистите се побунија против евреите. Значи елинистите не се евреи. Но биле обрезани верници на јудаизмот, значи ја прифаќале старозаветната вера, не биле пагани. Првите пагани дури во 10 глава стануваат христијани со обратувањето на Корнелиј. Таков бил и римскиот капетан Лонгинус, оној кој што го признал Исуса уште под крстот. И он бил обрезан, значи старозаветен верник. Иако не бил израелец, бил римјанин по потекло.
но веќе бил старозаветен верник, значи припаѓал, бил прозелит, обратеник, припаѓал на верата на Израел, на домот Израелов, иако не бил евреин по потекло, по национално потекло. Не бил ниту семит, како што тоа не биле ниту древните македонци, ниту древните грци и многу други останати народи кои што го зборувале општиот диалект на старогрчкиот јазик, или елинистите. Значи не биле ниту грци, бидејќи да беа грци ке пишуваше елините, но беа елинисти. Значи не англичани, американци, да речеме. И што се случило сега со нив? Самата Ерусалимска црква, значи, се состои од христијани кои што се еврејско потекло и по евреи по крв, по националност, изборуваат еврејски, односно арамејски, и се состои од овие елинисти, кои што јесто така ја прифаќаат израелската вера, се дел од старозаветната црква, а сега и од новозаветната. Значи биле прозелити, не биле евреи по потекло. И во самата црква се случува сега еден проблем, така да речеме, на национална основа. Значи, ако во првата црква, во црквата во која што апостолите правеа вакви големи чуда, што дури Петровата сенка лечела болни, а Ананија и Сафира доживеале толку страшна трагедија, за нешто што денес нас не изгледа толку ситно, дури во такви услови, во таква црква, се јавил проблем на национална основа. Бидејќи се побунија елинистите против евреите, зашто при секојдневното делење на храна не биле пригледувани нивните вдовици или биле занемарувани или запоставени и така натаму. Како апостолите го решиле овој проблем? Па не го решиле така, што дошол некој доктор Полсон и ги повикал евреите да искочат надвор и да направи расцеп во црквата. Или може би дошол елинистите да ги повика надвор и да се формираат па тие посебна нивна црква, во која што ќе се зборува само грчки и така натаму. Апостолите не решавале проблеми на такви начини, туку ги решавале на единствениот можен начин. Очигледно е дека низ историјата отсекогаш постоел ваков проблем. Гледаме дека и денешните православни цркви не знаат да решаваат проблеми на национална основа. Гледаме дека секаде каде што го нема Светиот Дух, каде што Божјата реч не е на прво место, проблемите не може да се решаваат исправно. Може да се решаваат така, погрешно. Но апостолите го решиле проблемот. На тој начин беа избрани 7 ѓакони, што значи служители во превод. И на прво место е споменат Стефан тука. Уште еден со грчко име покрај него Филип. Такви значи знаеме дека бил еден од Христовите ученици Филип. Како името на првиот македонски крал од Обединетото царство. Потоа се споменува Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николај, тој бил од Антиохија, и тие биле првите ракоположени ѓакони во првата Ерусалимска црква. Стефан е прв споменат, веројатно затоа што бил првиот маченик. И за него се кажуваат следните податоци од 8 стих надолу.
А Стефан, исполнет со вера и сила, правеше големи чудеса и знаци меѓу луѓето. Тогаш се кренеа некои припадници на која синагога? Забележите како е наречена. Тука во овој превод е наречена синагога на либертините, либертинците или синагога на либералните верници. Значи, ова била таква елинистичка синагога. Значи, тука, тоа не била синагога во која што владееле строгите правила на еврејскиот јудаизам, на рабините. Овие биле либерални синагоги. На такви елинистички синагоги, либерални синагоги, од такво потекло, од таква позадина, значи доаѓа и Стефан и многу други во тоа време верници, кои што не биле евреи по националност. Но сепак и тие, значи и најлибералните верници старозаветни, биле соблазнувани од евангелската проповед. И за нив, и за најлибералните израелци, од било какво етничко потекло, Христос бил соблазан. Христос бил соблазна за Израел. И стана, и вели, освен тие, значи и либертинците, и киринејците станале, и александријците станале. Александрија, центар на тогашната наука и астрономија. Се вели дека имала над 200.000 евреи во Александрија во тоа време. Најпознат меѓу нив бил филозофот Филон Александрски и еден од покрај Јосиф Лавин, вториот најпознат евреин од тоа време, современик Христов и современик на апостолската црква. Значи и најлибералните елинистички евреи биле соблазнувани од христијанската проповед, конкретно од Стефановата. Потоа се споменуваат и оние што беа од Киликија и од Азија, Киликија, или денешна Јужна Турција, северно од Кипар, каде што бил Тарс, каде што потекнувал и апостол Павле, што во тоа време бил млад еврејски рабин, член на Синедрионот, иако бил во Тарс, не бил тука во Ерусалим. Но кога Стефан проповеда, Павле е веќе дојден, Савле е веќе дојден во Ерусалим и веќе се ставил на страната на ортодоксниот, на православниот јудаизам и против овие либерални евреи и против христијаните кои што за нив представуваат најголема опасност и најголема соблазна. И сите тие почна да се препираат со Стефан, но не може да се спротистават на мудроста и духот со кој тој зборуваше. Значи се мисли Светиот Дух. Не може да се спротистават. Стефан зборуваше исполнет со Светиот Дух, но сепак го мразеа. Го мразеа. Не може да ги побијат неговите зборови, ама го мразеа. И што реше да направат? Тоа што му го направија на Христа. Ако мене ме гонеа, ќе ве гонат и вас. 11 стих вели, затоа тајно подучија некои луѓе да речат, го чувме дека хули на Мојсей и на Бога. Значи сега, кога не можете со вистината, ќе се послужите со лажни сведоци. Меѓутоа Стефан не хулил против Мојсей и против Бога. Но почна да се шират такви гласови, замислете. 12 стих вели, така го надразнија народот, старешините вели, книжниците. Значи, дојде гласот до највисоките водачи, теолошки и политички на Израел, но под старешини книжници се подразбираат рабините пред се, значи теолошките водачи.
и водачите на синагогите, старешините. Потоа пристапија кон него, го зграпчија, се вели, многу интересен глагол. Значи, не вели го фатија за рака, го зграпчија. Тој како кога ќе дојде да ве собере полиција, например. Го зграпчија и го одведоа во Синедрионот, значи го уапсија. Го одведоа, го фатија и го влечеа како уапсен. Таму поставија лажни сведоци, кои рекоа, овој човек постојано хули на ова свето место и на законот. 14 стих. Го слушнавме како зборува дека Исус од Назарет, тој ќе го разруши ова место и ќе ги измени обичаите што ни ги предаде Мојсеј. Многу интересно обвинение. Замислите како ова звучало. Замислите да сте евреин во Ерусалим во тоа време. Што ќе направевме ние? Што ќе направиат денес адвентистите да беа евреи во тоа време? Па мислам повеќето ќе го распина Христос и ќе ги прогонеа неговите ученици. И меѓутоа замислете да сте некој така не многу експониран евреин, не некој како Савле, не некој рабин, така некој повлечен, обичен граѓанин, кому може би не му е многу јасно сега кој се па овие, па што е сега ова гужва овдека, па кој бил овој Исус од Назарет, па како се осмелил сега еден столар да се спротивстави на нашите учени, теолози, книжевници, рабини, мудреци. И сега замислят, покрај сето тоа, до вас и доаѓаат и овие лажни гласови. Го слушнавме како зборува дека Исус од Назарет, тој ќе го разруши овој храмот, значи ова место. Тој ќе го разруши храмот и ќе ги измени обичаите што не ги предаде Мојсе. И како, што би помислеа доаѓаат вакви гласови до вас? Па ова се од некои отпадници, значи, ова се непријатели на Израел. Така размислувал Савле, младиот Савле. Тој ревнувал за татковските обичаи, ревнувал за тоа тогашно православие, ревнувал за Мојсеевите уредби, за храмот, за законот, Синедрионот. Кои се сега овие да го реметат сето тоа? Се разбира, не беа сите така. Имаше многу јудејци, и тоа јудејци од Јудеја, што го сакаа Христа. Порано читавме и многу свештеници после Петдесетница се обрнуваа кон верата. Значи, многу левити. Да се било сведок на Христовите дела и на неговите зборови и во Јудеја, и во Галилеја, не може туку така да се свртите против него, толку лесно. Меѓутоа, секогаш постоеше една причина која што повеќе тежела во срцата на било кој евреин. Тоа е оно што го кажешме предходно. Таков Месија, таков вистински Месија, не им беше по волја. Дури ни на најлибералните евреи гледаме овдека, на либертинската синагога. Таков Месија не им беше по волја. Вистински Месија не им одговара на луѓето. Тие сакаат некој политички Месија, некој национален Месија, каков што и денес сакаат и веруваат дека стварно, ако не во времето на Трамп, па кога ќе го изградиме третиот храм? Па сигурно во ова време ќе се изгради. Веруваат, сакаат, па сигурно ќе дојде Месија во ова време. И се буди таа месијанска сензација одново и одново се буди, затоа што вистинскиот Месија не е и одговара на човечката гордост и на човечката природа.
Вистинскиот Месија човечката гордост ја фрла во прав. И тоа е оно што го направи и пораката за оправдание со вера од Минеаполис, и затоа многу адвентисти станаа против неја. Вистинскиот Месија и вистинското Евангелие, човечката гордост, било да е таа национална, било да е таа теолошка, демек ученост, не знам што, било да е тоа политичка, човечката слава и човечката гордост ги фрла во прав. Човечкото срце го крши вистинскиот Месија. Само постојат два начина. Подобре на еден начин да се скршиме, ако ние самите паднеме на таа карпа и доживееме обратување и ново срце, отколку да останеме тврдоглави во гревот и тогаш таа карпа нас да не удри и да не смачка за секогаш. Можеме да замислиме сепак дека, иако лажни, ваквите обвиненија и сведоштва биле мили во ушите на сите оние кои што се соблазнуваа од Христа. Човек што знаеше и да воскресне мртви, а и да лечи неизлечиви болести, дури и мртви креваше, ама не сакаше цар да го направиме. Зошто? Тоа ги болеше. Пробаа да го направат цар. Да прифатеше Исус да беше цар. Како сите ќе се наредеа позади него. Како сите ќе го следеа, ако треба и во смрт. Ќе се бореа под неговото знаме. Ама Христос не сакаше да стане цар. После сите тие чуда. Оне кој што можеше да ги излечи сите ранети војници и да ги воскресне сите загинати војници. Тој што можеше и докажал дека можел да биде најуспешниот генерал на сите времени, не сакаше да биде цар. Не сакаше да биде политички цар. Цар прогласен од луѓе. Инаку он е цар, ама од Господ. Цар на царевите. Цар на Божиото, не на човечки царства и држави. Затоа дури овие лажни обвиненија биле мили во ушите на многу евреи. И во нив се уште се водеше таа борба, беснееше во нивното срце таа контроверза која што беше најавена уште кога Христос беше бебе од страна на старецот Симеон. Дека овој, на Марија ги рече тие зборови, овој служи за паѓањето, вели, и за станувањето на мнозина во Израел. Мнозина од ова бебе ќе се соблазнат и ќе паднат, ќе го загубат и вечниот живот. Но мнозина ќе станат, мнозина ќе се разбудат за нов живот, ќе воскреснат, ќе се препородат и ќе бидат спасени и самите ќе спасуваат други, проповедајќи го неговото Евангелие. И сега, пред да почне Стефановата беседа во Синедрионот, 15 стих, со кој што завршува 6 глава, ни вели: тогаш сите што беа во Синедрионот, значи тогашниот кнесет, парламентот на Израел, највисокото судско тело и законодавно тело, сите што беа во Синедрионот, сите тие учители, сите тие теолози, сите тие рабини, го вперија погледот во него. И што видоа? Видоа дека лицето негово му беше како лице на ангел. Какви зборови? Какво било Стефановото лице? Господ направил тука едно чудо, бидејќи вакви работи не се случуваат вообичаено, секојдневно.
Господ направил чудо. Оној што лажно го обвиниле дека зборува против Мојсей, што значи против законот, Господ направил неговото лице да засветли, како чие лице? Како Мојсеевото лице. Мојсеевото лице така светеше. Кога се симна Мојсей од Синајската гора, по 40 дена поминати во дружење со Бога. И би сакал да завршам со тој Павлов коментар од второто послание до Коринтијаните, 3 глава. Мојсеевото лице светеше како на ангел, бидејќи се дружеше со ангели и со Божиот син 40 дена на Синај. Замисли како тоа би изгледало. И како реагира израелците кога го видоа Мојсей слегнат од планината, симнат од Синај. Вели апостол Павле, тие не можеа да гледаат во неговото лице. Не можеа да гледаат во славата што сјаеше од неговото лице. Например, 2 Коринтијаните, 3 глава од 12 стих да прочитам. Имајки пак таква надеж, ние действуваме со голема слобода, вели Павле тука, а некако Мојсей, што ставаше превес на лицето свое, за да не можат синовите Израилеви да го видат крајот на минливото, значи на Стариот Завет. Но умовите нивни заслепеа, бидејќи и до ден денес, кога се чита Стариот Завет, им стои истиот превес, зашто само Христос го симнува. Со други зборови, евреите не можеа да ја гледаат Божијата слава. И затоа бараа Мојсей да си стави фереџе на лицето. За да не блеска, премногу светеше тоа лице. Не знам колку вати светеше, ама многу светеше. И Мојсей морал кутриот да се прилагоди сега на своите сонародници, грешници, да се става превес, да се крие Божијата слава, како што Господ ја криел во светилиштето, во светињата на светињите. Како што морала да се маскира и со многу темјен, со димна завеса, пред да влезе првосвещеникот и на Јом Кипур во тоа славно место. Бидејќи ниту првосвещеникот не би издржал во присуство на таа слава, ако не беше малку помешана со чадот темјан. Но за новозаветниот верник, очистен на вистина со Христовата крв од секаков греф, тој има радост и слобода, него не му пречи Христовата слава. И таков бил и Стефан во првата црква. Неговото лице светеше како лице на ангел, што значи Господ му даде да биде сличен на Мојсей, за да се види лажното обвинение. Го обвинуваат дека зборувал против Мојсей, а Господ прави неговото лице да свети како лицето на Мојсей. Може ли да се споредат сите титули, сите земски достигнувања, сите богатства на земјата, сета човечка слава, сето тоа што го имале членовите на Синедрионот за тоа време и сите луѓе до ден денес? Може ли сето тоа да се спореди со она што Стефан веќе го имал? Божијата слава. И тоа е славата на Новиот Завет. Христос во вас, надежта на славата. Ако Господ така ве посвети и така ве прослави, да дури и вашите лица светат, како на ангели, значи да светите со Божијата слава,
како и Адам и Ева пред да паднат во греф. Тогаш сте го оствариле најголемото достигнување. И со тоа никакво човечко достигнување не може да се мери материјално или духовно. Но тоа не е по човечка заслуга, тоа е по Божијата благодат. Само славата на Новиот Завет и Христовата праведност, која што ни се дава бесплатно, а по Негова заслуга, може вака да не прослави, вака да не просветли. И тоа е и конечната цел. Затоа што, за да живееме за секогаш, вечно, во Божјо присуство и во присуство на свети суштества, односно во нивно друштво, треба и самите да бидеме вака свети. Треба и самите ние вака да светиме. Инаку не може. Не може. Нека Господ ве прослави сите, како што го прослави Стефана, без оглед какви се последиците што ќе следат. Ако го избереме тој пат, нека му е фала и слава вечно. Амин.